Поздрав! Ги поздравам сите љубители на астрологијата, како и сите македонци кои што живеат насекаде низ оваа наша преубава планета Земја. Денеска ќе зборувам за Сонцето кој што го транзитира последниот зодијачки знак Риба. И тоа точно од 18 февруар до 30 март 2025 година. Кој е тој негов најголем потенцијал и кои би можеле да бидат тие препреки? Значи, сите вие од вас што го славите сега вашиот роден ден, ви посакувам среќен роден ден, среќа, здравје и љубов на секое поле. Славете го овој роден ден затоа што тоа е еден од најубавите денови во целата година. Значи, Сонцето патува преку овој последен зодијачки знак. Што значи тоа? Последен зодијачки знак, затоа што понатаму од 20 март влегува Сонцето во знакот Овен и тогаш почнува една нова астролошка година. И пролета почнува и една нова астролошка година, а сега имаме сите могуćност од нешто да се ослободиме, што е последен знак, завршува еден циклус, да се ослободиме од таа енергија која што веќе не е за нас, која што е деструктивна, која што не ни предонесува ништо, ни носи само нешто негативно. Значи, ајде да се ослободиме од тоа во овие 4 недели, каде што ќе можеме после кога ќе влезе Сонцето во знакот Овен, нешто ново да почнеме. Затоа што од следниот месец имаме и големи случки во небото, во универзумот, кои што исто така за нас ќе бидат многу битни. Која е таа главна енергија на Сонцето во знакот Риба? Кој е тој негов најголем потенцијал, подобро речено, сите личности од вас што го имате Сонцето во знакот Риба, кој е тој ваш најголем потенцијал? Вие сте чувствителни личности, вие сте сензитивни личности, вие сте креативни. Креативноста е вашиот најголем потенцијал и не само тоа. Вие можете и умеете да се поврзате со вашата подсвест, со интуицијата. Интуицијата ви е многу нагласена, што значи тоа вие ќе можете да дојдете во контакт со вашиот внатрешен глас. Практично да знаете што, каде и како ќе ви се случи нешто. Како, каде и што да реагирате. Значи, вие го имате тој потенцијал. Да знаете кога е правиот момент, што се вели тоа, да се почне нешто, да завршите или нешто или да почнете. Значи, вие го имате тој потенцијал и да имате контакт со вашата подсвест. Значи, исто така преку вашиот сон ќе можете да добиете еден добар знак или да речеме еден сигнал кој што ќе ви биде доста користен. Баш приметите во тоа, дали некогаш вие тоа така го доживувате. Сега, која е таа деструктивна енергија? Како ќе може сите личности во знакот Риба некош да се почувствуваат и изгубени, да речеме, неконцентрирани, изгубени, да немаат, несвесни, да речеме. Таа е таа деструктивна енергија на Сонцето во знакот Риба. Тоа може да се случи. Не би требало, али може да се случи. И затоа е битно сите од вас да се прашате која енергија живеам јас. Дали ја живеам таа енергија каде што ја користам мојата интуиција, каде што ја користам мојата креативност, каде што можам преку мојата креативност да го живеам тој Нептун, каде што Нептун е вашиот владар, исто така и Јупитер, да верувате во вашиот сон, дали ќе можете вашите соништа
вашиот сон, да го исполните, да го живеете. Значи, што е битно тука? Па да се верува во тоа. Затоа што никој од нас ке не може тоа да го исполни ако не верувам јас во тоа. Па кој да верува во тоа ако не ние самите? Значи, битно е да се верува во тоа. Вие го имате тој потенцијал. Значи, рибата го носи тој потенцијал во себе. И секако креативноста, како што ја спомнав, креативните дела ќе можете, значи таа интуиција ви дава добар сигнал како ќе можете вашите креативни дела да ги манифестирате. Исто така се тука и музичарите, уметниците, сите вие личности, тоа што е таа креативност што ја живеете, се можеме да ги најдеме тука во знакот риба. Како што спомнав, таа деструктивна енергија е кога се живее несвесно, изгубено, каде што се живее во еден нереален свет, кој што ќе биде, може би да биде и доста некористен за нас. Значи, ако живееме несвесно, тоа може да биде доста деструктивно за нас, каде што можеме да се почувствуваме изгубени, каде што можеме да мислиме дека ние се наоѓаме во еден свет, ова не е реално. Го бараме она каде што е вистинското. Каде е тоа вистинското? Каде е таа ситуација каде што ја можам да бидам поврзана со нешто друго? Некако несвесно се живее. Може таа енергија ја користите. Зато е добро сега што Сатурн се наоѓа во знакот Риба, веќе доста долго време, и каде што Сатурн значи дава стабилитет, сигурност и одговорност бара од сите што се родени во знакот Риба. Тоа рибата не го обожава. Рибата сака да сонува, рибата сака да се губи во една врста, во нештото, во тоа што го делува, во креативноста, например, да речеме, сака да се изгуби, да сонува. Може би сте слушнале од некого кој што само сонува за нешто, а вие може да сте рекле, ајде, доста сонуваш. Кога ќе почнеш твојот живот конечно да го живееш? Ти само сонуваш за тоа. Таа е таа енергија на сонцето во знакот Риба. Може би имате и деца, кои што се тинеџери, да речеме, кои што немаат добра концентрација. Знаете дека тоа е таа енергија на Нептун, ако така се живее. Таа енергија на тој начин се користи, се канализира. Значи, Нептун може да даде деконцентрација, да немате концентрација, се губи концентрацијата, лоша концентрација во школа. Знаете дека тоа е нешто во врска со Нептун. Па, ако тоа се знае, ќе може подобро да се коригира. Како? Со добра навика, преку добра навика и рутина ќе може тоа да се коригира, да речеме. И како што спомнав, добро е што е тука сега Сатурн, веќе доста долго време, каде што ќе може да ви даде една врста структура, рутина во вашиот живот, за да не бидете изгубени, да не го живеете тој несвесен живот, него да бидете стабилни во тоа што го делувате и што го живеете. И не само што е Сатурн, него и вашиот владар, Нептун, се наоѓа исто на последниот степен во знакот Риба, каде што и Сонцето ќе направи една конјункција, ќе се спои со вашиот владар, ќе имаме уште понагласена енергија, ќе биде уште многу нагласена. Значи, последниот пат во знакот Риба ќе се најде Сонцето со Нептун, затоа што Нептун
веќе исто така следниот месец го напушта знакот риба после доста долго време и ќе пристигне кај знакот овен и не очекуваат со тоа веќе сосема други времења за сите нас. Што значи тоа кога сонцето ќе дојде до контакт со Нептун, дека таа енергија на креативноста, на интуицијата ќе биде многу нагласена. И битно е, како што спомнав, како таа енергија да се канализира, како на најдобар начин да се живее преку креативните дејства. Значи, тоа беше накратко за транзитното сонце преку знакот Риба. Бидете поздравени, секое добро. Кој е заинтересиран за една лична консултација и читање на вашата натална карта, ќе може да ме контактира. Сите потребни податоци ќе ви ги поставам на ова видео. Секое добро и до скоро. Чао!